Здраво! Ова е новиот Hyundai Tucson во премиум пакет на опременост, хибрид, и пред да ви кажам дали вреди, дали е подобар од Sportage, бидејќи со Sportage заедно го променија, го редефинираа пазарот и овие два модели се најпопуларните не само во Македонија, туку било каде како семеен автомобил. Пред да дојдам до тоа, направете subscribe, бидејќи искрено многу ми значи вашата поддршка и на таков начин може овој канал да расте се повеќе, да биде уште подобар и да има уште поинтересни возила. Така да направи subscribe сега. Да, дефинитивно не е тајна дека Kia Hyundai се мајка ќерка компанија, тоа значи дека ги делат голем број на компонентите кои што се под кожа, но она што сакам да кажам е во поглед на дизајнот дека оставам на вас вие да одлучите кој модел повеќе ви се допаѓа и кој сметате дека е подобар, бидејќи искрено лично за мене дизајнот на Tucson повеќе ми се допаѓа, бидејќи попредставителен, изгледа малку пофутуристички, помодерно, но тоа сум јас. Вие ќе пишете во коментар што вас ви се допаѓа. Инаку овој нов фейслифт на Tucson доаѓа со неколку нови промени, да, во дизајнот, внатре и надвор, можеби повеќе внатре, и исто така околу перформансите, нешто што исто така го кажав и со Sportage. Таму имавме погон на сите 4 тркала, исто така имаме и тука во опција, но во овој пакет тука конкретно што го имам, ова е хибрид, имаме 215 конски сили, кои што се перформанси интересни, за кратко ќе ви кажам што се нудат тие перформанси, а во поглед на дизајнот, преднава маска за мене многу е убава, многу е представителна, многу е поразлична од цело она што го имаме на улица. Ми се допаѓаат овие големи лед светла кои што се во налик на целата предна маска тука и изгледа доста интересно, доста поразлично, поразличен е од самиот Sportage исто така, и дефинитивно го следи оној тренд на главните светла кои што се поставени тука доле во ова, да кажам, као коцка, кои што едноставно не можеш ни да ги приметиш дека станува збор за светло се кога не се вклучени, бидејќи кога ќе погледнеш оддалеку, овие дневните светла баш му дават еден убав впечатлив дизајн. Тука големото лого напред е оно што е интересно, па на задниот дел и мене ми се допаѓа што не се нагласени големи букви Hyundai за кој бренд станува збор. Убаво суптилно е поставено малку поголемо лого, но ми се допаѓа бидејќи не е пренагласено, убаво е поставено, убаво се совпаѓа од целиот дизајн, ми се допаѓаат задниве светла и апсолутно многу ми се допаѓа самиот отвор од издувниот систем кој што прво е реален, не е со фейк пластики, убави алуминиумски завршетоци од издувниот систем и се во нека коцкаста форма кој што е малку поразлично и пак ќе кажам мене ми се допаѓа. На страничниот дел апсолутно ми се допаѓа, пак ќе кажам, овој дел со прекршувањава кој што му дава еден убав шмек на целиот автомобил. Тука внатре веќе има и други измени кои што се направени, како што е воланот, го нема она лого кој што е препознатливо, нели, за Hyundai, туку сега тука е поставено ова со 4 точки што веќе го гледаме во неколку конкретно електрични модели на Hyundai. Ова е со морзеовата азбука, синоним за буквата Х, и искрено интересно изгледа, малку поразлично, малку нетипично за целата автомобилска индустрија, така да браво, убаво изгледа на крајот на денот. И она што морам да го пофалам Hyundai, што во сите измени, во целиот овој период на години ги задржаа физичките копчиња, оние кои што се најбитните, не е комплицирано, не е пренападнато, убаво, практично, функционално и сето тоа да биде модерно и добро за око. Така да имаме физички копчиња тука доле од самиот екран, кој што можеме да ги користиме за мапа, за радио, за home button и така натаму. Инаку тука подолу се и тач, односно на допир копчиња кои што можете да ги користите за климата, меѓу кои греачи на седиште, греачи на волан, исто така можете си координирате од тука. Овде на ова централна конзола се поставени уште неколку копчиња за auto hold, за hill assist, за паркинг камерите да ги вклучувате и исклучувате, паркинг сензорите исто така, и имаме два екрани по 12,3 инчи кои што се веќе препознатливи за Hyundai и Kia. Да, има одредено освежување направено во целиот систем, кој што многу побрз, уште побрз од она што претходно беше. Респонзивноста му е фантастична, графиките му се предобри, немате нешто премногу опции за менување на
изгледот како ќе изгледа менито, но е доста функционално. Што значи дека тука на копчињето од воланот можете да регулирате дали сакате да гледате потрошувачка, дали сакате да гледате мапа, дали сакате да гледате во поглед на круз контролот, што се случува да прилагодувате околу круз контролот и исто така на овој дел тука можете, односно на инфозабавниот систем можете да го поврзате вашиот телефон без разлика дали Apple или Android Auto. Тоа значи дека преку Bluetooth едноставно да го врзувате телефонот и јас до сега немав никаков проблем. Фантастично изгледа, фантастично се користи. Во останатиот дел на дизајнот мора да ги пофалам Hyundai дека имаат фантастично добро искористени материјали. Каде да чепнете, се е убаво, меко. Јас се фасцинирав колку ниско доле се поставени малку поцврсти пластики, бидејќи се ова тука што го гледаме го допираме е меко и тука напред убаво, добри материјали. На крајот на денот кога возите се е квалитетно, нема крцкање, нема тропкање, иако има толку пијано пластики, не премногу, но ги има и баш ќе кажеме на критика што еве гледам зошто и цело време ги критикуваме бидејќи лесно се гребат, лесно се кршат и ова скапо ќе кошта. На тест возило веќе тука е малку напукната од нас, од обично користење што ете. Тоа би го дал како критика, но на крајот на денот многу квалитетен автомобил. Инаку имаме бежичен полнач тука на оваа централна конзола, она што е интересно, кажува дека има опција за ладење. Искрено не можам да видам каде има простор за ладење на телефонот, иако можам да приметам дека самиот магнет каде што се полни телефонот е поиздигнат и при користење јас до сега не приметив дека мојот телефон се загрева, што е супер. Инаку тука имаме уште две остави за шишење, под наслонов за рака имаме голема остава која што може да искористиме и голема остава има во овој дел тука под полуцентралнава конзола кај што можете да си поставите уште два телефони, уште било какви тракатанци. Тука имаме два USB порта Type-C и исто така имаме и 12 волтен приклучок за струја. И да, многу ми се допаѓа овој дел овде тука од сувозачката страна, кој што е оставен и е осветлен со амбиентално осветлување, кој што можете го променувате во 64 различни бои. Исто така, она што сам да кажам дека екраните ми се допаѓа што се ниско спуштени доле и иако можете да се прилагодувате како сакате со седиштето и со воланот, никако не ви пречи при видикот за возење, што е фантастично. Ниту светлината не пречи, ниту ништо. Одлично, многу убаво. И овој текстил тука кој што поставен секаде низ интериеров е стварно убав. Сигурно ќе приметите некаде во видеово дека возилово е валкано, колку да го перам, времево е такво каква што е и јас се извинувам што во одредени моменти е валкано. Но, она што сакам да го истакнам за Tucson и за Sportage е дека стварно овие два модели го редефинираа пазарот за овој сегмент на возила и иако имаме тешка конкуренција од кинезите, тешка конкуренција во периодов гледате, особено во истиот сегмент колку возила се представија, со какви цени, со каква опрема, но кај Kia и кај Hyundai Tucson има нешто посебно кое што наставно го прави еден од најпосекуваните и најпопуларните семени автомобили. Од повеќе причини, од опремата, од гаранцијата, од квалитетот, од дизајнот и на крајот на денот од практичноста. Како што до сега видовме, а сега ќе видиме и позади на задните седишта како е. Убаво, широко, комфорно, како што и треба да биде за еден фамилиарен автомобил. Мислам, гледате колку простор имам за нозете, колку простор имам за главата, колку сакаш имаш тука простор, но исто така оно што е убаво, што имаш огромен простор и тука за рамениците, бидејќи кои ќе се возат тројца големи возрастни патници нема да имаат никаков проблем за рамениците, бидејќи убаво и широко и практично. Можеби ќе имаат мал проблем кој ќе седне тој на средниот дел, не поради тврдоста, бидејќи не е тврдо, удобно е на овој дел, но ќе има проблем ради тунелот доле, кој што не е превисок, но е широк и нема доволно простор за нозете ги оставите за не се бутката со останатите двајца патници лево или десно. Но она што е интересно што имате опција за контролирање на климата од тука, два USB Type-C порта, нормално две остави тука позади предните седишта
Да, имаме настон за раката со две остави за шишење, инаку седиштава се спуштат 40-20-40 и така може да си го искористите уште по практично да биде целиот овој дел, но она што е добро бидејќи имаме лесно достапни ISOFIX куки, лесно се поставува детското седиште. Убави комфортни седишта, ми се допаѓа тоа што материјалите на задните врати не се со толку цврста пластика, но е убаво и квалитетно се сработено и морам да истакнам дека багажникот кој што нуди 620 за обичната бензинската изедба и 616 литри багажен капацитет како тука за хибридот, тоа е намалено ради поставеноста на батериите кој што тука одоздола, но 616 литри е сосема доволно, да, 4 литра малку поднамалено за хибридната изедба, но сосема доволно, можеш да си наместиш колку сакаш куфери, и исто така ако го користиш за преносување на нешто друго, материјали или што и да ти треба, можеш лесно да спакуваш се тука, бидејќи е убава отвореноста на самиот багажник. Исто така немате висинска разлика со ивицата на браникот и под оваа даска има голема остава кој што можете да искористите, некој самата даска можете да спуштите на две нивоа и на таков начин да се зголеми багажниот простор, но имаме доле резервно тркало. И да, од страна нема некои дополнителни джепчиња, но има оставени вдлабнатини кои што има тука и куки за качалки, што е супер, и 12 волтен приклучок за струја. И да, овде е оваа завеса која што лесно се поставува ако сакате нешто да скриете во багажникот. И сега пред да почнам да возам, сакам само да ви кажам дека за Тусон во моментов има добра акциска понуда која што гласи 2000 евра за автоматик, кој што е за класичниот бензинец, и таму можете да конфигурирате дали сакате погон на предните тркала како тука или 4x4. Имаме 150 и 180 конски сили и 215 тука во хибридниот, 3000 евра за мануелната изедба и 4000 евра попуст за хибридот. Сега, пред да почнам да ви објаснувам за цените, за пакетите, за перформансите, морам да ви истакнам дека поставеноста на менувачот тука е фантастично добра, иако многу мои колеги ја критикуваат, јас ќе ви кажам дека идеално и многу практично, бидејќи како сега, кај што треба брзо и во тешки услови да изманеврирам, многу ми е практичен, бидејќи брзо едноставно доаѓам до секоја насока која што ми е потребна. Така да, браво за Hyundai кој што го поставиле менувачов тука. Ова се доплаќа во, односно го добивате во повисоките нивоа на опременост како и тука. Ова е премиум нивото на опременост и да, цените на Тусон па и на Спортаж отидува многу нагоре, но јас ќе ви кажам една работа. Дека со овој попуст сега што го имаме од Grand Auto од Hyundai конкретно, со 4000 евра попуст за хибридниот погон како што го имам сега во моментов на располагање, цената и не е така драстично поголема од кинеската конкуренција која што секојдневно ви ја прикажувам, ја имаме, ја гледаме, е озбилна конкуренција, но јас ќе ви кажам дека чекам малце. 40.000 евра, да, се многу пари, со се попустат од тоа, 40.000 евра, но кој ќе видиме колкава разликата со било кој друг кинес во поглед на оваа опрема, тогаш сваќаме дека воопшто не е ни голема разликата. Мислам, земете го стареј со 2.0 моторот, со 4x4 погонот, да, има погон на 4x4, но едноставно немаме хибриден погон, тука имаме хибрид. И искрено, јас повеќе бедал на хибрид, отколку на погон на сите 4 тркала, бидејќи многу ми е покорисен и многу ми е попрактичен од она што би го користел погонот. Колку пати би го искористил погонот? Мислам, тука мора да си го поставиме тоа прашање. Сега, хибриден погон, 1.6, бензински мотор, со 215 конски сили, комбинирана потрошувачка Hyundai, кажува дека е 6 литри, јас искрено измерив фантастична бројка, во град 7 литри, 7,5, зависи како го возите, каде го возите, во град, можете и многу пониско тоа да го спуштите, ако гравитирате најчесто во лесните урбани средини, каде што повеќе ќе го искористувате самиот хибриден погон, додека на отворено потрошувачка од 2-3 литри, тоа е смешки за едно вулкаво возило со вакви перформанси. Сега, 215 конски сили,
Тоа значи дека кога ќе притиснете на педалата за газ ви помага електромоторот од 47 киловати и стварно знае да ве залепи за седиште, но не е брз за да се надпреварувате. Тој е брз за оние моменти кај што ви треба да престигнете нешто и тука да немате никаков проблем. Без разлика која тежина да имате во возилото. Инаку во понуда да имате и погон на 4 тркала да одберете, не за хибридот, тука за обичните бензинци, и таму се со 150 и 180 конски сили, како што го кажа и спортажот. Но, кој ќе направиме на паралела, бидејќи ги изозев двата спортажа и со 4x4 и со погон само на предните тркала, и тука сега го возам хибридниот погон, искрено морам да кажам дека тука ми е многу потивок, многу подобра изолација, чувствувам. Исто така ми е малку поудобен, помек ми е, иако на задниот дел ради батериите знае да биде малку покрут и на одредени моменти знае така малку повеќе да одскокнува од она што би го очекувал искрено и како што ми се однесува, да кажам, предниот дел, но е доста удобен, доста убаво управува. Кај Hyundai и Kia секој пат сум имал одлични автомобили за управување, за возење, секој пат ми биле прво се наместиш како што треба, да немаш никаков проблем, сето тоа да е функционално, практично, удобно за подолги дистанции, така и сега ми се допаѓа самиот волан кој што има некоја природна, нормална големина, не е со некои чудни форми, убава засеченост има тука на долниот дел, малку е потенок и искрено во одредени моменти баш ми се допаѓа таквата засеченост. Имате убава богата опрема во овој премиум ниво на опременост, ова е второто ниво на опременост, односно ова е третото, вкупно ги имате 5 на располагање во Hyundai. И имам буквално се од она што ми е потребно. Греачи на седишта, греачи на волан, имате убави екрани. Тука би кажала на критика што имам само задна паркинг камера, иако имате добри паркинг сензори напред и позади. Искрено, за 40.000 евра би очекувал бар да има уште една паркинг камера на предниот дел, за да имам поубав видик на се што се случува околу мене, бидејќи е големо возило, а и не е така ефтина цената. Убави контроли, убав звук, квалитетно чувство на допир. Се што ќе користите во целиот овој период со Tucson ќе ве фасцинира. И сега треба да знаете една работа. Дека кај класичниот бензинец автоматската изведба доаѓа со 7 брзински DCT менувач Dual Clutch со двојна спојка, додека тука во хибридниот погон имаме класичен 6-степен автоматски менувач кој што во одредени моменти искрено и повеќе ми се допаѓа од Dual Clutch-от, бидејќи некако посмирен, полинеарен, што искрено не го очекував тоа, но имам критика во моментите при искачување на угорнина како сега на водно. Знае малку повисоко да ги задржува обртаите, иако е во еко, бидејќи во драйв модот имате само 2 режими за возење да одберете, тоа е еко и спорт, и дури во еко ги држи малку повисоко обртаите. И да, тука ќе приметите дека има лопатки, но овие лопатки не се за менување на степен на брзина, туку се за нивелација на колку сагате да прави регенеративно кочење за да надополнува батеријата. И тоа малку ме збуни, бидејќи пише плюс и минус и очекувате да смените степен на менувач, но едноставно гледате дека добивате само поголемо или помало кочење при отпуштање на педалата за газ. Ама па тоа од друга страна е супер, бидејќи како и сега, кога се спуштам, ќе се одберам кој левел на кочење го сакам, се надополнувам батеријата и после во град возам повеќе на струја. А имате голем опсек на возење на струја и на таков начин тоа помага за намалување на потрошувачката. И сега клучните две прашања, Tucson или Sportage, оставам на вас, што повеќе ви се допаѓа, бидејќи на крајот на денот прашање е само што дизајнерски повеќе вас ви се допаѓа. Во поглед на цената, ќе ви кажам истото што ви го кажав и сега. Да, цените им се поскапени, генерално на цел пазар, и да, Tucsonот е со 40.000 евра, но имате на ум дека е хибриден погон. И кој ќе направиме математиката дури со кинезите, се уште Tucson и Sportage се на врвот и имаат уште многу што да учат сите, не само кинезите, сите во овој сегмент.
Така да цената е повисока, но за мене е издржана таа разлика од кинезите. Може би фалат панорами кои што можете ги доплатите, исто така автоматско отварање на багажната врата кој што можеш да го доплатиш во овој пакет, или ако одиш во понапредното ниво, веќе ги добиваш тие автоматски заедно со кожни сеишта. Така да пиши ми во коментар што мислиш за новиот Тусон, како ти се допаѓа, дали за тебе цената е оправдана, дали таа разлика со кинезите е издржана и нормално. Што сакаш да видиш наскоро на овој канал? Пиши во коментари, се гледаме веќе наредна недела со ново видео. Чао!